Со преку 30 цртежи изработени во туш на хартија, денес во Виница беше отворена првата изложба на цртежи од традиционалната архитектура од 19 и почетокот на 20 век под наслов Виничка куќа. На изложбата се представени карактеристиките на типичната селска и градска куќа од тој период, прикажувајќи го при тоа градскиот или селскиот амбиент со одредени примероци како дел од градителското наследство. Авторот на изложбата Петар Намичев овој проект го дефинираше и како своевиден апел до институциите за преземање на соодветни мерки за заштита на ова значајно историско и културно наследство. Кај нас многу не се обрнува внимание, но имаме едно богато културно наследство, не само Виница, туку и цела Македонија. Меѓутоа, овој дел од градителското наследство не се обрнува посебно внимание. Ете, во последните години има некои проекти кои што ги зачуваат, да речеме, само фасадите, меѓутоа шминката не е доволна да се сочува и целиот објект, по градовите, а по селата по уште помалце. Така да се надевам дека ќе побуди некој интерес и ќе даде некоја идеја за зачувување на овој дел од градителското наследство. Музеот Теракота како иницијатор за организирање на изложбата е издавач на првиот каталог со овие градби и бара поголема ажурност за зачувување на автентичноста на старите македонски градби кои за жал се помалку ги има. Една од нив е куќата на Ќазинбек, која што е поврзана со нашата историја, Виничката афера, крајот на 19 век. Тоа е куќа која што стоеше до едно известно време така во некоја, да речеме, неодлична кондиција, меѓутоа со пожар беше доста уништена. Среќа што имаме ние документација направена од Националниот конзерваторски центар, па оваа куќа може да се реконструира, реставрира, бидејќи е споменик на културата, заедно со Виничко кале и со Горица археолошкиот локалитет. Третиот споменик на култура од Виница е под друг режим, значи куќата на Ќазинбек. Нашиот музеј работеше на проект за реставрација на оваа куќа. Беше солидно изработен, меѓутоа остануваат неколку ситни некои моменти што не ни дозволуваат, значи тоа да го изведеме до крај. Изложбата е отворена од денес во просториите на Галерија Венеција, а виничани ќе можат да ја разгледаат во следните 2 недели.